поштување, цената на електричната енергија ќе порасне со најавената либерализација на пазарот на електрична енергија, што го предвидува владата со новиот закон за енергетика. Буџетот на граѓаните ќе трпи и нема да постои некој што нема да ги почувствува последиците и од оваа реформа на Зоран Заев. Според информациите кои дојдоа до јавноста, новиот закон за енергетика ќе предизвика низано покачување на електричната енергија во наредниот период, а воведувањето на така наречената ефтина тарифа во само 2 часа во денот, во период кој не е адекватен, е само прикривање на големото покачување кој ќе следи во периодот на либерализација, односно по либерализацијата. Од либерализацијата на пазарот на електрична енергија нема да имаат бенефит граѓаните, туку собствениците на фирмите за трговија со енергија, кои се наоѓаат во владата на Зоран Заев. Граѓаните ќе трпат загуби, а СДС тоа добро го знае. И не само што не презема ништо да го спречи, туку ја создава таквата ситуација. СДС повторно, по кој знае кој пат, ги лаже граѓаните. СДС повторно се обидува да профитира на грбот на граѓаните. Пресметката покажува, доколку дојде до целосна либерализација на пазарот на електрична енергија, тогаш граѓаните ќе плаќаат и до 20% повисока струја. На граѓаните нема да им, односно да им биде појасно, треба да знаат во просек на цената на електричната енергија во Република Македонија во последните 3 години е за 2,5 пати помала од просекот што го плаќаат граѓаните на земјите членки на Европската унија. Граѓаните со моменталната цена плаќаат по 5 денари киловат час електрична енергија, додека пак граѓаните на Европската унија плаќаат околу 12,5 денари за киловат час. Разликата е евидентна. Ваквото покачување на електричната енергија ќе значи удар по џебот на граѓаните, поголеми сметки и нивно целосно осиромашување. Заев и СДС заради ваквата неодговорност, неспособност и алчност на грбот на граѓаните ќе се соочат со политичка одговорност на 15 октомври и ќе бидат целосно делегитимирани од страна на граѓаните. Благодарам.